Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Ова издание е целосно посветено на исходот од вториот круг на претседателските избори. Мој народе, благодарам, фалиментерит. Победникот не доби јавна честитка од поразениот. Бројките говорат за пораз, но јас никогаш не сум се чувствувала посмирено. Гости во студиото ќе бидат екс-премиерот Владо Бучковски и аналитичарот Сашо Клековски. Почнуваме веднаш. Веќе по традиција на големи настани, како вчерашните избори, додека сите очи се вперени кон главната сцена, главните актери и нивните пораки, нашите камери снимаат во спротивна насока и ги бележат настаните на маргините. Така беше и синоќа. Славица Филиповска од штабот на ВМРО ДПМН, а Зоран Јовановски од СДСМ. Опуштено изборно попладне пред седиштето на СДСМ. Меѓу првите, еден час пред затворањето на избирачките места, пристигна кандидатот за председател Стево Пендаровски. Очекувам поголема предност и победа. Мислам дека луѓето кои остана во првиот круг дома од одредени причини, мислам дека ќе се прикванат повеќе кон овој концепт. Подпредседателот на СДСМ Мухамед Зекири беше задоволен од одзивот на етничките албанци. Излезеността во сите тие општини негде е покачено, негде е исто како што беше у прв круг, но тие гласачи секако гласале за нашиот председателски кандидат. Првите тенденции за исходот ги објави генералниот секретар Александар Кирацовски. Стево Пендаровски е во водство и очекуваме победа. Меѓу двата изборни круга, Кирацовски се најде меѓу повиканите од премиерот Зоран Заев да си ги повлечат роднините вработени во државна служба. Од оние што беа поврзани со вас, кој се повлече до сега? Сите се повлекоа, сите буквално. Информацијата дека Пендаровски води со неколку десетици илјади гласови беше доволна за симпатизерите да почнат да слават. Sonda është i zgjedhët ma i miri president i akshëm dhe njën ndër presidentëve që ka duhet i dalloje shqiptarët, romët, turqit, muslimanët, bilo çka të ketë da shkojë në rregull. А кога победата на Пендаровски веќе беше известна, Слушајте го врховниот командант. по првиот круг, Заев најави метла за кадрите кои придонеле за слабиот резултат, што најверојатно придонесе за поголема мобилизација во вториот круг. Да, ќе има промени во извршната власт. На говорниците им аплаудира и неколкумина високи функционери на ДУИ. Меѓу нив не беше лидерот Али Ахмети. Подпредседателот Изет Меджити рече дека ги обезбедиле ветените над 80.000 гласа. Најавено е дека чистката ќе важи и за ДУИ. Ajo është temë që e bisedojnë dy liderat dhe nëse do ketë nevojë pse jo. Многумина ја искористија шансата да се фотографираат со новиот председател. Како се чувствувате прво? А не би требало се на врховен командант не му личи да биде уморен, ама страшно сум уморен. Уморен, ама и задоволен, на крајот сепак си сплатеше трудот. Веднаш по прогласената победа, партиското седиште го посети францускиот амбасадор Кристиан Тимоние. Le président est maintenant le président de tous les Macédoniens. Et moi, je suis accréditée auprès de lui et je suis là pour l'aider au maximum sur votre chemin vers l'Europe. Maintenant, il faut travailler et on va travailler. Can we expect date for negotiations? Ah, ça, c'est plus compliqué, mais c'est sur la bonne voie. Замина Тимоние, но продолжи веселбата пред партиското седиште. Ниту славје, ниту поддржувачи. Плоштадот пред седиштето на ВМРО ДПМН е во текот на вчерашниот ден го користеа само скејтерите, но набрзо и тие беа замолени да си заминат.
Од разгранокот на СДСМ во центар, сместен во соседната зграда, будно ја следеа тишината од спротива. Прв пред новинарите се појави генералниот секретар на партијата Игор Јанушев. Се освен победа на професорката Силјановска, ќе фрли темни дамки и сериозни основи за изборен инженеринг. Ја немаше еуфоријата од првиот круг и 2 часа по завршување на гласањето, во опозицијскиот штаб не беше видлив никој од челниците на партијата. И нема ниту Мицковски, ниту Силјановска. Барајте ги нив, не нас. Благодарам. Празнината што ја остави ВМРО ДПМН, новинарските екипи ја пополнија со следење на ракометниот меч меѓу Вардар и Пик Сегет. И тогаш се појави човекот што редовно ги имал деталите. Што го получите информации ваши? Ќе видам сега, доаѓам од избирачко место, сега ќе видам горе. И додека горе се анализираше, од спротива почна славје. ВМРО ДПМН одговори на провокацијата. Ѓорчев Тивко го напушти седиштето, а околу 22 часот во штабот на ВМРО ДПМН пристигна францускиот амбасадор Кристијан Тимоние. Мистер Тимоние? Кандидатката Гордана Силјановска-Давкова ни рече дека Тимоние дошол за лично да изрази комплименти. По долгиот завршен говор, во кој патем им се заблагодари на новинарите и за непријатните прашања во кампањата, Човек кога ќе се соочи со прашања од секаков тип може да се налути. Меѓутоа, мене ми е јасно дека без нив не може да има демократија. Се појави проблем токму со такво прашање. Што немате сила да воведете и вие и господинот Мицковски на политичка култура во оваа земја, конечно на основа на резултатите да им честитате и на Пендаровски и на коалицијата што го кандидира? Па јас честитав. Прво, тоа не е политичка култура. Тоа не е политичка култура, тоа е лаичко толкување на политичка култура, значи систем на ставови, однесувања кон нештата и ние имаме во Македонија поданичка политичка култура. Не знам што очекувавте од мене. Јас реков дека го признавам резултатот, но по сето она што ми се случуваше по телевизиите, не знам, претпоставувам не очекувате со восклик да го поздравам тоа. За жал ќе мора, господјо Смилевска, да се навикнете и на луѓе кои што не се восхитуваат на ликот и делото на Заев Зоран и Пендаровски Стево. Лидерот на опозицијата сепак математички прецизно призна дека Пендаровски ги добил изборите, но побара техничка влада и предвремени парламентарни избори. За тоа на помош ја повика и професорката Силјановска-Давкова. Не, во моментов јас за тоа не одговарам. Јас се нафатив за председателски избори. Учествувам, воопшто не сум размислувала за тоа. А милиметри на вистина не делеа до победа. Тоа е што е. Јас реков дека од утре ги засукуваме ракавите и почнуваме битка за победа на следните парламентарни избори. Сега дали тоа ќе бидат предвремени или редовни, ние побаравме предвремени, но сепак знаете, повторно се потребни 61 глас во рамките на парламентот за да истиот се распушти. Јас не очекувам, бидејќи они ги знаат бројките, ја знаат вистинската реалност колку тежи СДСМ и Зоран Заев во моментот, така што не очекувам дека од нечестити луѓе и нечестити политичари ќе имаме честит гест. По пресот партискиот штаб експресно се испразни. Пред него со последно јавување за вестите на Ал Джезира, остана новинарката Милка Смилевска која го постави прашањето зошто немаше честитање на победата. Да ви кажем искрено, одговорот на Христијан Мицковски, на председателот на ВМРО ДПМН, го доживеав како лична дискредитација, како јас како новинар да прашувам прашање во име на некоја партија, а не од позиција на представник на медиумите која има право да добие одговор на секое прашање и го доживеав искрено како навреда и ме потсети на времето како Никола Груевски од позиција на премиер и председател на ВМРО ДПМН нас новинарите не дискредитираше и наставаше во еден или во друг табор.
Мислам дека и тоа му го порачав на крајот на Мицкоски, ако сака еден ден да се врати на власт и да биде начело на извршната власт, тогаш треба да го промени начинот на однесување кон медиумите и да се однесува со една почит. До следното непријатно прашање на Смилевска или на друг новинар. Вака беше во двата штаба. По кратката пауза е анализата на бројките, која меѓу другото покажува дека и Пендаровски и Силјановска успеале во вториот круг да добијат по околу 52.000 гласа повеќе во доминантно македонските општини споредено со првиот круг. Следува и дебата во студиото со Бучковски и Клековски. Гледате 360 степени. Што може да се прочита од вчерашното гласање, освен дека Стево Пендаровски е нов председател на државава? Например, разликата меѓу Силјановска и Пендаровски кумулативно во 61 доминантно македонска општина останува иста како и во првиот круг. Околу 26.000 гласа во полза на Силјановска, со оглед на тоа што и двајцата кандидати вчера добиле по околу 52.000 нови гласови. Ако вчера се одржаа парламентарни избори, поделбата на мандати во изборните единици 1, 3 и 4 во кои е возможно да се примени Донтовата формула, покажува изедначен резултат. Александар Димитриевски. 436.200 за Стево Пендаровски наспроти 377.700 за Гордана Силјановска-Давкова. Така гласи резултатот на изборниот семафор на Државната изборна комисија по вториот круг од председателските избори. Но освен победникот, бројките покажуваат дека значително порасна поддршката и за двајцата кандидати споредено со првиот круг. Силјановска-Давкова доби плюс 59.400 гласа, а Пендаровски плюс 113.600 гласа. Од каде дојдоа дополнителните гласови за кандидатите? Се обидовме да дојдеме до одговорот, анализирајќи ги резултатите, по етнички и по административни линии. Ако за репер се земе доминантната етничка група по општини, во 61 единица на локална самоуправа каде македонците се мнозинство, излегле околу 83.000 гласачи плюс, споредено со првиот изборен круг. Во 19 општини, каде мнозинство се албанците, ромите или турците, излегле само 6.374 гласачи повеќе. Ова значи дека зголемената излезност и поголемиот број на гласови се должи пред се на зголемениот интерес за гласање кај македонците. Ако се издвојат токму општините со мнозинство македонци, резултатот е следен. 338.968 гласа за Гордана Силјановска-Давкова, 312.917 гласа за Стево Пендаровски. Или кандидатката на ВМРО ДПМН добила 26.051 глас повеќе. Оваа разлика е речиси идентична со она од првиот круг, кога Силјановски имаше 26.057 гласа позитива. Тоа е така бидејќи во македонските средини двајцата кандидати привлекле по околу 51.500 нови гласови споредено со првиот круг. Во најголем дел тоа се нови гласови, но треба да се земе предвид дека 17.000 гласа во првиот круг имаше и Блерим Река, а намален е и процентот на неважечки гласачки ливчиња. Во средините каде мнозинство се албанците, ромите или турците, резултатот е 122.927 за Стево Пендаровски, 38.297 за Гордана Силјановска-Давкова. Споредено со првиот круг, Силјановска-Давкова добила 6.637 гласа плюс во овие средини, додека Пендаровски 61.271 глас повеќе. Грубо, тоа е бројот на гласови што ги доби Блерим Река, но невозможно е да се одреди дали станува збор токму за гласачите, што го поддржаа овој кандидат во првиот круг. Сумирано, Стево Пендаровски губи во македонските средини, но поразот е релативно мал, па лесно го надокнадува во останатите општини. Тоа се гледа и од анализата на гласовите по изборни единици што се користат за парламентарни избори. Стево Пендаровски ги добива првата, втората, петата и шестата изборна единица, наспроти Гордана Силјановска-Давкова која ги добива тројката и четворката. Кога ќе се примени Донтовата формула за симулација на пратенички мандати од вчерашното гласање во изборните единици со значително мнозинство на македонци, се добива следниот резултат.
Во четвртата изборна единица која го опфаќа југоисточниот дел од државата и каде по традиција се тркаат само ВМРО, ДПМН и СДСМ, водството на Силјановска Давкова не е доволно за предност во мандати. Донтовиот модел вели по 10 пратеници и за двете страни. Во третата изборна единица во која влегуваат општините од Истокот, предноста е доволна за 11 спрема 9 мандати, во корист на опозицијската ВМРО ДПМН. Во единицата, разликата во корист на Стево Пендаровски е доволна за СДСМ да освои 11 мандати, наспроти 9 на ВМРО ДПМН. Сепак мора да се има предвид дека доколку нема коалиции, традиционално 2 мандати од оваа изборна единица одат кај партиите на албанците, што би довело до 1 мандат помалку кај СДСМ и кај ВМРО ДПМН, или 10 спрема 8. Збирно, во изборните региони за кои може да се примени Донтовата формула 1, 3 и 4, ВМРО ДПМН и СДСМ би добиле еднаков број мандати. Во студиото се поранешниот премиер Владо Бучковски. Добро вечер, добре дојдовте. Сашо Клековски, аналитичар, благодарам што сте со нас. Бучковски, дали само ваков исход во кој двете страни наоѓаат елементи за задоволство можеше да го доведе овој процес до успех, да се стигне до исполнување на цензусот од 40%? Дефинитивно. Да го правеше предходно некој сценариото пред првиот изборен круг. Единствен начин да имаме успешни избори е да биде неизвестно после првиот изборен круг. Тука многу помогна Река, третиот кандидат, но имаше само двајца кандидати. Јасно ќе беше дека после првиот круг ВМРО ДПМН нема мотив да учествува во вториот изборен круг. Одлично се истренирани за тивок бојкот и немаше шанси да се стигне до 40%. А што беше мотивот на ВМРО сепак активно да учествува во овој втор круг? Дали навистина веруваа дека може да победат? Верува, затоа што има според мене одличен кандидат кој им донесе повеќе гласови од колку што очекува во првиот изборен круг. Тоа ги мотивира нивните разочарани или оние кои сака преку бојкотот да не успеат изборите. И трето, веројатно математиката ќе покаже дека на крајот 5 до 10.000 наши сограѓани албанци гласа и за Силјановска. Дополнително се гледа дека оние 50.000 гласови, вие што говорите дека ги донесува меѓу првиот и вториот изборен круг е голем успех. Јас ги гледав резултати само во неколку општини, да речеме дел од нивните истакнати членови кои беа незадоволни. Меѓу нив го ставам еден од најуспешните градоначалници, тој е градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, кој се гледа дека во првиот круг со пола сила тераше кампањата, кога се види дека има сериозно добри шанси Силјановска, меѓу првиот и вториот круг е с големи предноста на ВМРО ДПМН пред СДСМ за близу 2.500 гласови. Митко Јанчев работел за својата партија? Сигурно. Тоа е евидентно од резултатите. Нема кој друг да работи тамо. Тој господари не само со Кавадарци, со целиот регион, така што очигледно дека ВМРО ДПМН не само што влезе со намера да победи, туку и веруваше дека може да победи. На крајот веројатно калкулира со евентуален бојкот на оние кои го поддржаа во првиот круг Река. Можеби калкулира со судирот што дојде. Тоа беше изненадувачки. Првиот ден после првиот круг судирот на власта со исламската верска заедница. Правеа своји математики кои дополнително ги мотивира да веруваат дека може да победат. И се гледа дека овој одличен резултат според мене што го имаат, станува збор за нивно максимално користење на сите алатки што ги има една сериозна партија како што е ВМРО ДПМН. Се мислеше дека ВМРО стигна до својот максимум во првиот круг. Сега во вториот на контото на Силјановска стигнаа плюс 52.000 гласа. Што вели вашата анализа? Дали се ова гласови на ВМРО ДПМН? Дали може така да ги третираме? Имајќи предвид, например, ситуацијата во Охрид и во Новосело. Во Охрид Силјановска има 1000 гласа повеќе од Пендаровски, а кандидатот на СДСМ за градоначалник победува со речиси 4000 гласа повеќе од кандидатот на ВМРО ДПМН. Значи, да се надовезам на претходната теза, близината на резултатот беше важно за мобилизација на базата на гласачите на ВМРО ДПМН. Јас сум убеден дека раководството на ВМРО ДПМН беше фокусирано на успешни избори и заради преземени обврски пред меѓународната заедница и пред Европската Унија, бидејќи
покрај обврските на владата за успешно спроведување на изборите, има одговорност и на опозицијата за успешно спроведување на изборите. Треба поддршка од дол за да учествуваат активно во процесот. Не, малку се карикирам, разбираме. да. Неуспехот на председателските избори не може да биде неуспех само на СДСМ и на владата, ќе беше неуспех на целата држава, така да мислам дека раководството беше мотивирано секако. Шансите за победа беа уште помотивирачки за базата, бидејќи вие колку раководството да е мотивирано, ако базата не перцепира можност за победа, нема да се ангажира. При самиот избор на Горана Силјановска-Давкова, одењето на сличен профил, да не бидам погрешно назван, како Георги Иванов, тој е универзитетски професор, кој нема баш јасно ВМРО-вско потекло бекграунд, беше направено за покрај гласачите на ВМРО-ДПМН, кој би привлекол еден класичен ВМРО-вски кандидат, да привлече и други гласачи. Мислам дека, бидејќи председателските избори се мнозински избори, двата блока се приморани да размислуваат кој кандидат може да донесе плюс гласови од оние што секако би гласале за партискиот И донесе ли Силјановска плюс гласови? Па ако го толкуваме единствен пример кој можеме да го толкуваме со сигурност е Охридскиот пример, каде што Силјановска има освено 1000 гласови повеќе од Пендаровски, додека кандидатот на СДСМ со повеќе 1000 гласови го победи кандидатот на ВМРО-ДПМН. Или е Гордана многу добар кандидат, или ВМРО-вскиот кандидат за градоначалник не бил доволно добар. Сега тука не знаеме што е импактот. Меѓутоа на повеќе места мислам бекграундот на Силјановска, незината самоувереност во дебатите допринесе да можеби дојдат и одеден број гласови, протест гласови кои не се стандардни ВМРО-вски гласови. Да. Бучковски, Пендаровски е победник и тој веројатно заслужено слави, но дали СДСМ и Заев, бидејќи тој беше нивни кандидат, имаат простор да слават? Имаат простор да слават, но не да бидат еуфорични. Јас тоа неколку пати во текот на вчерашниот ден, бидејќи гостував на две други телевизии, го кажав. Резултатот покажува дека СДСМ има сериозен проблем кој треба да го реши во следните месец-два според мене. Очигледно е дека ние имаме не само СДСМ што има поддржувачи, ние имаме веќе гласачко тело кое покажа неверојатна зрелост. Настрана политичките партии, ако ги анализираме, кампањата на едниот и другиот кандидат, можеме да докажеме дека беше една од најиздодевните кампањи. Но резултатот и опасност од нова политичка криза мотивираше делот оние поддржувачи на СДСМ кои абстинираа во првиот круг, не само овие 50.000 вие што велите. Веројатно и делот оние кои беа незадоволни затоа што има повторно голем број на неважечки ливчиња, се трудеа да не пропаднат изборите, бидејќи не сакаа да дојде до нова политичка криза и сметаа дека доволно испратија пораката после првиот изборен круг кон Заев и кон владата. И мислам дека во сите анализи што треба да ги прави Заев и СДСМ, како најрелевантни треба да ги земе изборите од првиот изборен круг. Полесно е сега. Овие 50.000 тие Заев самиот рече очекува разлика од 100.000 гласови. На крајот разликата не испадна 100.000 гласови, самиот ќе процени каде недостасуваат гласовите, како што самиот требаше да процени, СДСМ требаше да процени каде се направи големата утка за референдумот и слабиот одзив од 36%. Што е тоа што треба да го направи во следните месец-два, бидејќи велите треба наитно да го реши проблемот? Јас не би сакал да бидам во неговата кожа. Едно е кадровската промена, друго е прекусе периодот до новите парламентарни избори, веројатно за сериозната реформа која треба да се случи во СДСМ, а тоа е мојата стара идеја дека мора да има непосредни избори, затоа што дел од општинските раководства според овие резултати кои ги има во 40 општини се поразени. Не верувам дека тие може да направат чудо за една година. Тоа ќе има одраз и на локалните избори за 2 години. Единствениот начин да не биде се натоварот на Заев, бидејќи последните измени во статутот на СДСМ, сиот товар во кадровската политика е во рацете на Заев.
Тој, условно речено, направи ВМРО-визација на СДСМ. Наместо демократизација, презема дел од кадровските решенија директно во негови раце. Така што овие лоши резултати, посебно во Скопје и во големите градови, се сериозно опомена дека ова е процес кој ако брзо не се реагира, ако не се превенира, јас не гледам како би можело да дојде до дополнителен пресвар. Можете министри и директори да менувате, но градоначалници не можете да менувате. Никако градоначалници, иако сега мислам дека најпрво имаше погрешна анализа првите 2-3 дена после првиот изборен круг, критиката беше Дуи не ја заврши работата, па потоа од кога заврши рафалот на критики кон Дуи беа проблем градоначалниците. Не се проблеми градоначалниците. Тие имаат мандат уште 2 години, тие што се не може да се сменат, но може да се сменат други полуги кои ги има на локално и на централно ниво заев, но тоа нема да биде доволно. Според мене, овој резултат покажува дека сериозно мора СДСМ да се трансформира во граѓанска мултиетничка партија, која ќе привлекува се повеќе гласачи немакедонци, за да може да парира на ВМРО-ДПМН, кој стана доминантна партија после овие избори во македонското гласачко тело. Колку е Клековски ова предност на ВМРО, да кажам, за цврстувањето, кој условно кажано македонското гласачко тело наспрема утрешната потреба, и ако победи ВМРО-ДПМН, да речеме, да бара коалиционен партнер кај албанците. Видовме сега Силјановска релативно лошо помина кај албанците на овие избори. Значи, не само сите имаме причина да славиме. Успешни избори. Мислам дека покрај неколкуте обвинувања за изборни подкупи на денот на изборите, мислам дека генерално изборите беа успешни. Треба сите да ги прославиме, бидејќи земјата се заштити од уште една политичка криза која во услови каде економијата секако не оди баш сјајно, само ке не дотолчаш. Така да мислам дека сите имаме причина за славање. Ова што се случува со ВМРО јакнењето меѓу етничките македонци, иако споредбите во оно што го нарекуваш доминантно македонски општини е малку трики, бидејќи таму има 10 до 15% од малите малобројните заедници, роми, бошњаци, срби, морате некаков репер да најдете, да. Малку е не е еквивалент, значи можна е на разлика. Самото ВМРО имаше искуство дека мора да излезе од етничките македонски граници. Значи успехот на Груевски во големите победи 2008 и неколкуте следни беше затоа што ги привлече малите заедници кон себе. Но не албанската. Да, ама значи прво што треба да го направите, пошто сега во моментот ВМРО-ДПМН има проблеми со помалобројните заедници кои гледаме дека главните политички партии нивните се предени на страната на СДСМ. Сега колку сакате да го имате теретот на некои од тие опортунистички партии кои еден ден се ваму, еден ден се таму е прашање. Меѓутоа, посебно на мнозинските системи, на парламентарните кои се пропорционални исто ќе биде проблем, меѓутоа на мнозинските. Земеме за град Скопје и за председател на Македонија. Јасно е дека колку и да се етничките албанци, и 15% да се, и 25%, и 30% да се, колку да се многу или малку, без нив тешко ќе се постигне разлика во останатото гласачко тело за да се надмине. Тоа се покажува со Скопје во вториот круг. Околу 12.000 е разликата во полза на Пендаровски, а во првиот круг Силјановска имаше подобар резултат. Да се надмине тој терет на отсуство на гласови од таму, бидејќи резултатите се во стилот на Северна Кореја, нели 300 на 5, 400 на 5 кај гласачките места кај што има само етнички албанци. Но тоа е сериозен предизвик за ВМРО-ДПМН. Значи, ако влезат дуи и СДСМ во коалиција предизборна, тоа ќе биде back to the future, ќе биде враќање во 2006-2008, кога ВМРО-ДПМН имаше коалиција со ДПА, па имаше огромен меѓународен притисок да се избрка ДПА од коалицијата за да дојде ДУИ. Јас сметав дека тогаш иднината е да ВМРО-ДПМН и ДПА направат идеолошка коалиција, бидејќи двете се третира како десничарски, СДСМ и ДУИ да направат коалиција.
неминовно ќе биде да ВМРО-ДПМН најде начин да дискутира со БЕСА и со Алијансата, бидејќи само на тој начин веројатно ќе може да се одговори без разлика дали ќе биде предизборна или постизборна. Но нели сметате дека со политиките ќе треба да стане малку поотворена кон таа заедница? Бидејќи зборувате само за ќе треба да биде конзистентен, ќе мора да биде конзистентен во пораките. Значи ние веќе на локалните избори имаше еден обид во завршницата кога се истакна кандидат за заменик градоначалник за Скопје етнички албанец и кога делот билбордите во Чаир беа на албански јазик, ама тоа е инцидент, мора малку по-конзистентно да се обмисли. ВМРО-ДПМН од првата влада, која одби да се работува со албанците и изгуби власта, и се сметаше дека има научено таа лекција, дека мора да има минимум коалицијски капацитет, а сега се потешко ќе се наоѓа коалицијски капацитет ако за гласачите на БЕСА и Алијансата политиките на ВМРО-ДПМН не се прифатливи. Може ли да се предпоставува динамиката на настаните на внатрешно политички план? Овие 380.000 гласови кои што Мицкоски ќе ги користи како аргумент за тоа дека прво тој добил легитимитет како лидер и неговата партија, второ власта со резултатот што го има била делегитимирана, особено СДСМ, дали тоа е доволно да се прави притисок на власта, па во еден момент можеби Заев да се принуди да оди на предвременни парламентарни избори? Значи прво, резултатот од 380.000 гласови е помал од 600.000 гласови кои го поддржа Преспанскиот договор. Мислам дека сваќа и Мицковски дека приказната дека милион македонци се против договорот заврши и тоа значи дека ќе го смени и тој дел од својата стратегија која имаше употребна вредност заклучно со овие избори. Нема да губи тогаш дел од овие 380? Нема да изгуби, затоа што овие условно речено под наводници ја сварија Гордана Силјановска, ВМРО-вското гласачко тело сака да дојде до промена на власта, па по цена да прифати и некој поголем условно речено дури СДСМовец отколку што е либералот Силјановска. Значи тоа е голем исчекор за ВМРО-ДПМН. Јас секој пат, иако навивам за СДСМ, од оние навивачи сум кои го ценат противникот. ВМРО-ДПМН нови избори покажа нов квалитет. Имаше кандидат кој е не ВМРО-вец, за кој доби повеќе гласови од колку што тежи, и според мене го прашавте Клековски, според моја проценка, според моето искуство, Силјановска донесе од 20 до 30.000 гласови на контото на ВМРО-ДПМН. Тоа се гледа посебно во Скопје. Скопје е таква средина и големите градови, каде што незините настапи оставаат впечаток, каде што дебатите кои имаше 10 оставаат впечаток. Од 10 дебати, според мене, 3 завршија нерешено, во 7 со блага предност победи Силјановска. Како навивач на СДСМ овој го зборам. Трето, ВМРО-ДПМН има уште една рамка која треба да реши. Како да дојде до поддршка на нашите сограѓани албанци, кои имаат за нив изградено мислење не врз основа на она што го има како партнерство ВМРО-ДПМН со ДУИ 8 години или 2 години со ДПА. Врз основа на она што се случи по последните парламентарни избори и така наречената тиранска платформа. Да не заборавиме, и 27 април немаше да се случи да не беше стимулацијата на раководството на ВМРО-ДПМН против реалноста што имавме на тие изборни резултати, кои не сакајќи да сватат дека албанските политички партии имаат легитимни права, испорачаа своја програма која ја прифати Заев врз основа на претходно водената кампања Едно општество за сите. Мислам дека од овие избори па во иднина ВМРО-ДПМН мора да свати дека со оваа кампања, кога има национализам, така наречен патриотизам, не може да се стигне до целта да се има премиер или да се има председател на државата. Верувам дека тоа Мицковски ќе го свати, како што свати од 30 септември до овие избори, дека поддршката на меѓународната заедница е исклучително битна. И мислам дека тој тука исклучително ги подобри своите позиции. Прво, не ги искористи сите инструменти што ги има една балканска опозиција. Гледаме што се случува во регионот. Нити го напушти парламентот, нити правеше дополнителен притисок
да не помине преспанскиот договор преку уставните измени, ниту пак го напушти парламентот кога тие помина. Во овој момент, дури вчерашното негово тактизирање, што ќе каже, не честиташе, но ги призна резултатите. Говори дека ја свати пораката, затоа што оние кои го поддржува, не слушнавме само Јозеф Дол да ја поздрави победата на Пендаровски, но да речеме Себастијан Курц, кој е една од иконите на конзервативците на народните партии во Европа, меѓу првите му честиташе на Пендаровски. Да подсетам, тој испрати и своји пратеници, пратеничка кои учествуваше на некои од митинзите на Силјановска, ми се чини во Кичево, каде што ја фалеше. Во секој случај, мислам дека лекциите брзо ги учи ВМРО ДПМН Мицковски, до редовните парламентарни избори од денеска имаме 17-18 месеци. Ако сметаме пржинската влада, значи за година дена може би ќе имаме пржинска влада, зависи од Заев дали ќе ги чека јуни-јули до година за да дојде по сила на законот до формирање на техничката влада или пред време, веројатно според мене користејќи го моментот кај што ќе има пик, а тоа е членството во НАТО во декември оваа година, да размисли дали не е подобро на почетокот од 2020 да имаме парламентарни избори. Клековски, истото прашање и за вас. Може ли да се проценува динамиката на настаните на внатрешно-политички план во Македонија? Ќе се случат ли предвремени избори? Колку ВМРО ДПМН ќе има желба да ја притиска власта за такво нешто да се случи пред редовниот термин? Бучковски кажа дека Заев направил одредена веморизација на СДСМ во однос на како е организиран СДСМ. Мислам дека и СДСМ ќе се најде пред слични одлуки, Заев и СДСМ, како што се ногеше Груевски ВМРО ДПМН по релативно добрите години во период 2006-2009 година. Тој да кажем еден позитивен период, кога почна да опаѓа поддршката заради економската криза, заради пропагањето на НАТО, интеграцијата. Тогаш ВМРО ДПМН се одлучи да оди на зголемен притисок внатре, за да го компензира губитокот на легитимитет. Прашање како сега ќе одговори Заев и СДСМ, дали на оваа загуба на легитимитет, делумна загуба на легитимитет, ќе се одлучи да вложи екстра напор да победува сега, бидејќи како тогаш и сега, ВМРО тогаш беше на сите нивоа победник, сега СДСМ на сите нивоа победник. Мене малку ме загрижуваше вложениот напор по секоја цена да се победи Ново село. Сосема небитна општина, ама многу напор вложи СДСМ да победи по секоја цена, што ме потсеќа на симптомите на ВМРО ДПМН, која го сведе СДСМ на 3 општини. Сега мислам и ВМРО е на 3 општини сведен. Не знам зашто е таа толкава потреба да се држи апсолутна контрола, која веројатно колку е понесигурно расположението на гласачите, толку повеќе контрола се става. Ако се тргне по таа авторитарна патека по која тргна тогаш ВМРО ДПМН, може да биде многу лошо за сите нас, бидејќи општеството мислам дека нема капацитет да го преживее тоа уште еднаш, или ќе се спотистави, или ќе се распадне на уште една таква повторување на таква ситуација. Во оваа другата ситуација можеби бидејќи останува многу малку време нешто да се смени. Метова многу потсеќа на новиот бан. Ја бев голем поддржувач на новиот бан во ВМРО ДПМН, кој заврши со 3 директори на 15-то ниво промена. Ако метовата е промена на 3 директори на 15-то ниво, подобро да не почнува да се мети, пошто поише прашина ќе се дигне. Значи има многу малку време. Ја не верувам дека членството во НАТО ќе доведе до подигнување на расположението меѓу етничките македонци без тоа да води кон нешто конкретно. Бидејќи сега сите очекуваат нешто конкретно. Во рете, жртвувавме нешто што не е многу важно, името. Што добиваме за тоа? Седење на фотелја во НАТО е символично окей, ама тоа веќе е прецепирано, веќе е употребено во
условно да кажам, трговијата меѓу што добиваме, што губиме. Значи, сите очекувања се дека сега нешто ќе се случи конкретно. Дека ќе почне да се гради некој автопат, дека ќе почне да се отварат фабрики. Мислам, на крај се сведува на дали ќе имаме подобра инфраструктура, здравство, образование, многу конкретни работи. Тие нема да се случат до октомври. До ноември, декември. Значи, останува многу малку време и ја се надевам дека Заев има доволно демократски капацитет да дозволи дека може би нема работите да се одвиват како што посакуваат. Може би по-тактички од негова страна ќе биде да оди на понуда на голема влада на ВМРО-ДПМНЕ сега. Не да чека техничка влада, бидејќи... Но има ли политички причини сега во овој момент за такво нешто? Па реформите кои требаат двотретинско мнозинство. Дали ќе продолжи да ги тука реформите со осумката, која е на граница, пошто сега и они ќе се премислуваат. Со вака зајакнато ВМРО-ДПМНЕ, два пати ќе размисла дали ќе бидат употребени како гласачко тело до 81. Разбирам. Бучковски, само кратко, каков председател очекувате да биде Пендаровски? Па има предиспозиции да биде добар председател. Дали ќе биде многу добар и одличен, зависи од него самиот и односот што ќе го има со ова власт и евентуално со идната власт. Ако има 5 години премиер кој го поддржа и сега, кој во целиот негов мандат Заев премиер, мислам дека ќе соработуваат максимално коректно. Ако дојде до промена на власта, што не е исклучено, треба да видиме дали тој го има, дали има волшебната формула да понуди кохабитација која досега не ја видовме кога председателот и премиерот се од различна политичка провиниенција. Клековски, вие? Па јас се надевам дека Стево Пендаровски доволно научи од заедничкото службување со Борис Трајковски. Големиот број на честитки од меѓународната заедница говори во еден прилог дека има доволно кредит во меѓународната заедница да ја поправи надвошно политичката слика за Македонија. Делот нив со еуфорија го дочека победата на прозападниот кандидат во Македонија. Се надевам дека ќе капитализира нешто на таа поддршка што се случува таму. Еден мал сигнал за мене, бидејќи кохабитацијата ќе биде доцна, мислам дека ни треба малку повеќе помирување сега, бидејќи расколот меѓу македонците на доста високо ниво. Е тоа што Горан Момировски честита победата на Пендаровски и подаде рака и на Твитер се случуваше. Тој Стево Пендаровски одговори директно дека ќе подаде рака. Се надевам дека тоа ќе се случи многу брзо, бидејќи ни треба председател кој внатре ќе интегрира и ќе капитализира надвор. Добро, за тие што не знаат, Горан Момировски беше дел од тимот, практично од штабот кој што ја поддржуваше Сиѓановска во овие избори. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Го споменавме Охрид, таму победи кандидатот на СДСМ, да ја видиме атмосферата од Охрид. Во охридските штабови на ВМРО ДПМН и на СДСМ синоќа без трепнување се следеа промените во резултатот од трката за градоначалник. Кандидатот на СДСМ и ВД градоначалник Константин Георгиевски во вториот круг влезе со предност од 2423 гласа во однос на колегата лекар и кандидат на ВМРО ДПМН Митре Милошевски. Милошевски во штабот делуваше спокојно, но на лицата околу него немаше голем оптимизам. На другиот крај од градот, се поголема раздвиженост и лица кои по секој нов телефонски повик се осмелуваа да упатат честитка уште во 20 часот. Како што одминуваше времето, оптимизмот премина во воодушевување, кога видеобимот ја соопштуваше растечката предност на Георгиевски пред Милошевски. Околу 21:30 Георгиевски прогласи победа, а славеничката атмосфера беше проследена и со навивачки, но и трубачки декор. Георгиевски, заедно со членството и симпатизерите, на Славија се упати кон градскиот плоштад, за каде ги сочува по спонтаните пораки. На 15 октомври 2017 другарот Тунтев Томислав рече не само што ќе ги победиме, туку ќе ги пометиме.
За жал дојде прилика пак да ги метиме. И од неговиот Пендаровски, славениците очекуваат повеќе работа. Да продолжит постапките на покојниот градоначалник Јован и мислам дека тоа ќе донеси добро за градот. Се надевам дека ќе работи во интерес на градот. Ми е мило што испадна ваков еден биланс. Георгиевски победи со разлика од околу 4000 гласови, но Охриѓани пак за околу 1000 гласови повеќе и веруваа на Гордана Силјановска-Давкова за шеф на државата. Во постизборното утро сакавме со мештаните да поразговараме за оваа ситуација, но неволно гледаа во камерата или ја избегнуваа. Честа ја спаси само еден. Очекуваме многу, али дали ќе се исполни тоа што обечавате лично, ќе видим. Јас не сум член на партија, али му пожелувам да исполни тоа на што ветува. На Георгиевски по ноќното славје добро му дојде првото градоначалничко кафе, кое го испи токму со екипата на 360 степени. Охрид е општина распната меѓу многу предизвици, а од мандатот се преостанати само 2,5 години. Искуството како советник во советот на општината 1 година и сега овие 3-4 месеци како веде градоначалник се е навистина драгоцено нешто. Така да, ќе биде тешко, следува борба на секое поле, меѓутоа луѓето тоа го очекуваат од мене, јас се нафатив и ќе истрам во сето тоа. Му се јавивме и на Митра Милошевски. Нашиот повик го затекна на работа во болницата Свети Еразмо Охридски и низ насмевка кратко ни порача дека е задоволен од 13.000 гласови и среќен е што може да и се врати на медицината. Тврдењата за изборен инженеринг кои послужија како политичка мантра за покривање на поразот очигледно не биле усогласени на штабско ниво, што еден од шпици играчите на лидерот го деконспирира скореното алиби, промовирајќи лично сведоштво за состојба на теренот, која во никој случај не одговара на заговорничката пиар теорија. Во средината кај што денеска јас наблюдував, дуи има како да кажем, има мал број на гласачи и симпатизери. Но тие, по броењето на гласовите, гласа за господинот Стево Пендаровски, веројатно од своите определби и чувства. Не гласа за Стево Пендаровски заради дуи, во тоа ве уверувам. Од друга страна, во вода паѓаат и будимпештанските калеми кои СДСМ му ги ставаше на Мицкоски. Оти тој, освен по однесувањето кон новинарите со кое почнува да наликува на него, по се друго, изгледа дека упорно, вредно и трудолюбиво ја презема улогата на набројувачот, кому запознавањето на картата на Македонија ќе треба да му ги надомести правата на авторство. Се упатив на една навистина прекрасна забава во една рурална средина која што е дел од општина Гази Баба. Тоа е практично местото Црешево. Може без покинување? Од таму се спуштив во Радовишко Инјево. Може без покинување? Потоа отидовме во секојаш верната традиционална Ораовица, исто така во Радовишко. Може без покинување? Потоа се спуштив во Струмички Куклиш, верниот Куклиш. Може без покинување? Потоа отидов во Василево, во Добрашенци. Можеме да одиме град по град. Тетово, Гостивар, ужас. Охрид, исто така. Сепак времето е неумоливо и тоа е вистински показател на се. Атмосферата се лади и се стоплува, таа ведри и облачи и пркоси на секоја напишана и изрецитирана теорија, со која се предпоставува дека ќе се дофати очекуваната прогноза. Таа сепак може да ја погодат вистински синоптичари, а не оние кои само со поглед мислат дека го имаат небото на дланка. Признавам, си мислев дека утрото почна со дожд, немаше многу светлина, значи наликуваше на зимско, но дека на крајот ќе помине низ сите годишни времења и ќе заврши како пролет. Предпоставувам дека заврши како пролет за другите, за победниците, но воопшто за мене не е зима. Оваа пролет сепак ќе биде сура зима за некој кој ни по разровкувањето, ни после длабокото орање не фатија здрав корен.
По предупредувањата дека ланската реколта им е слаба, дека приносите 2 години им се ниски, а за трошоците за нивно одржување се плаќа исклучително висока цена. Се очекува тие да бидат конечно замрзнати и тоа пред да го скапат целото производство. Немам предрасуди. Времето е зрело како крушка во нашата земја. И на крајот, вистинска оценка и експертиза за исходот на изборите и за постизборниот период даваат оние кои што токму за таа цел се повикани да коментираат. Инаку не можам ништо сега да кажам, тоа нек си прават оние анализи, не ја да ми правам овде анализи. Времето очигледно повеќе не е за анализа. Време е да се фати работа. Како Вивалди во сите 4 годишни времиња. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас, се гледаме в петок од 22. Пријатно.